во продолжение од функционирањето на оваа влада ќе го раководи ресорот Министерство за социјална политика, демографија и млади и таму нов министер во ресорот социјална политика, демографија и млади ќе биде досегашниот заменик министер, а тоа е Ѓоко Велбус. Понатаму ВМРО ДПМН ќе продолжи да го води ресорот здравство и таму нов министер ќе биде Сашо Лековски, досегашен директор на Фондот за здравствено осигурување. На негово место доаѓа досегашниот министер за локална самоуправа Златко Перински, а за нов министер за локална самоуправа ќе биде господинот Иван Стојковиќ. Министер без ресор, задолжен за интеграција и имплементација на стратегијата за инклузија на ромите, ќе биде Ерџан Демир, дипломиран економист, кој до сега е председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во општина Сито Ориза. Од политичката партија Вреди, Лен, нови министри ќе бидат номинирани во Министерството за правда, култура и туризам и Министерството за односи меѓу земјиците, додека пак политичката партија САН ќе номинира свој кандидат во Министерството за земјоделие, водостопанство и шумарство. Она кое што исто така сакам да го истакнам е дека досегашниот ресор за добро владење, односно подпредседател во владата за добро владење, се укинува и тој ресор за добро владење ќе биде директно под ингеренција на кабинетот на премиерот. Ние веќе имаме секретар кој што ја следи работата на владата и реализацијата на програмата. Сега ќе имаме и секретар од кабинетот кој ќе биде задолжен за добро владење. Исто така ќе ми дозволите да ви информирам дека пред почетокот на состанокот на Зручниот комитет заедно со политичката партија, Демократска партија на турците, постигнавме согласност за нејзино учество во коалицијата со ВМРО ДПМН и понатаму нејзино учество во владата со еден представник, министер без портфолио. Така што владата го задржува истиот број на ресори, со тоа што имаме двајца под председатели на владата помози поредено со изминатиот 2-годишен период. Три практично општински комитети добиваат нови председатели и тоа Општинскиот комитет Тичево добива нов председател во името на Дејан Пандилевски. Сегашниот председател на Општинскиот комитет Лазија Хиновски работеше посветено, направи